Стварно банално за еден студент кој е дојден тука да учи, да стане академски граѓанин утре, другде нова држава, да се соочи с таков проблем да брка глувци од своите соба, наместо тоа време да го многу покорисно да се потроши. Тоа може да се каже дека е стварно доста чест проблем. Го има се повеќе и повеќе по последниот период од кога сум јас тука. Тоа сето доаѓа до не коректноста на одводите на Државниот студентски дом Пелагонија, каде што има доста бактерии, не е хигиенски и самите ставорци, штетници и сите тие такви инсекти, па и животни испаѓаат преку одводот, што додека во ваква соба каде што одма вие вецето овде настанува до проблем. Ни по еден европски стандард за една соба од 15-16 квадрати не би можело да има толков број на студенти. Најмногу би било 2 до 3, но сепак четворица е премногу, гужва е и не е ниту функционално сето тоа да се одвива. Затоа што некој може сака да одмара, некој да учи и сето тоа создава проблем што студентите морат на некој свој начин да си го најдат решението. Треба некој да седне да учи, некој сака нешто да работи, некој сака да јаде, што гледате немаме ни доволно простор ни инвентар за секој тоа да си го овозможи да го прави тоа што сака. Некогаш во утринските часови во кратки периоди има тука на првите спратови, додека по горните спратови баш и вчера имаш посеќено дека веќе со недели нема видена топла вода. Вицињата исто така се во многу лоша состојба, плафоните протекуваат, кои ако може воопшто да се наречат плафони бидејќи се како решетки, при кои капат постојано, а не знаеме воопшто што капи. Може да е од одводот, може врз вас да капе и измети било што, дури лошо ми е и да кажам, а на сето тоа е друг проблем каде што таму минуваат жици. Тие жици може да направат голем проблем до струен удар, затоа што е постојано влажно, постојано има вода, а постојано има и одголени жици, тоа може да доведе до страшен проблем кој што може, не да Боже, да се загуби и некој студентски живот. За еден студент кој што, например, наутро станал бил на факултет, дошол да јаде, нема појадок, тогаш мора да го чека ручекот кој го служат во мензата. Искрено не би можел да најаде ни дете кој е во основно училиште, 3-то, 4-то, 5-то оделение, камоли пак студент кој што троши поголем количина на енергија. Од типот на столчиња, маси, има читална, но не е искористен максималниот простор неизин, затоа што нема инвентари. И сега тоа доаѓаме на проблем кај што кога идат како сега колоквиумски недели за испити и сето друго, секој еден студент сака да одиде на мира, да си прочита, да си научи кај секој што се има, но заради немање на инвентар многу е помал капацитетот. Секој си организира сам како знае, дали си плајче, дали си купува рутер или кој како, но никако немаме пристап до интернет, например, што исто така без интернет денеска едно учење дури па не е ни возможно. Доста од учебниците се и онлайн, доста работи се преку мејл, па се треба да се прави, но немаме услов за тоа. Претешко е за еден студент до 6-7 спрат да носи по цели огромни куфери и се. Општо и како не само кога треба да се носи нешто, треба во текот на денот ние по 10, по 20 пати се качуваме и симнуваме нагоре, кој стварно е лошо. Повеќе не работат отколку што работат лифтовите. Па, постојано се стапува контакт, постојано се жали, имаме заедничка група каде што сите
секогаш само проблемите се слушаат, а ништо не се превзима. Никаква замена нема, никаков труд вложен за било каков, барем и најмал проблем да се посоча, да се коригира, барем и на краток период, кога му треба на некој студент нешто. Заради немајните услови во студентот, ние мора самите себе да си ги надокнуваме, како што станува збор од недоволната исхрана, немањето интернет, немањето доста други работи кои треба ние самите себе да си ги овозможиме и треба самите себе да си ги купуваме. Тогаш не доаѓаме до сума до 3700 денари која се плаќа месечно, туку по доста поголема сума кој треба еден студент само за своето седење во државниот дом Пелагонија да ги даде, камоли пак други се работи кои се поврзани со факултет, па како и општ студентски живот, па и се друго.